Добро вечер, гости во вечерашното издание на Куќа на фудбалот. Двајцата тренери кои можеби го привлекоа најголемото внимание во последните 2 седмици во македонскиот фудбал. Новиот тренер на Силекс после 4,5 години се враќа во првенството во Македонија. Добро вечер за Жикица Тасевски и Добринко Илиевски, селекторот на македонската репрезентација до 17 години, која што парадоксално на вистинито за еден жолт картон не се пласираше во елитната фаза од квалификациите за пласма на Европското првенство. Ви благодарам што сте тука. Тасевски после 4,5 години работа во странство, година и половина во Кина, 3 години во Бугарија, се вративте во македонското првенство. Сега сте нов тренер на Силекс. Успеавте да запишете една победа против Брегалница, нерешено против Македонија Ѓорче Петров, и јавноста ќе каже да не беше отказот на Бруно Акраповиќ. Жичо ќе беше главниот лик во нашиот фудбал во последните 2 седмици. Ви благодарам за поканата и поздравам сите гледачи на вашата емисија. Да, после неколку години работа во странство се врати во Македонија. Луѓето од раководството на Силекс навистина беа упорни и навистина во неколку наврати се разговараше. На крај дојдовме до договор и минатата седмица седнав на клупата на Силекс. Силекс е стабилен наш македонски прволигаш. Мислам, нема потреба многу што да зборам за реномето на Силекс како екипа. Вака кога ве слушам, како без емоции, како без амбиции да влегувате во Силекс. Силекс е, знаеме, стабилен наш клуб, ама Силекс заврши на 3-то место лани и тоа го потенцираше Момчило Митевски кога вас ве промовираа на клупата на кратовскиот тим. Видете, ви кажам, јас нема клуб у Македонија и у странство кај што сум работела, каде што клубот немал амбиции или јас као тренер немам амбиции. Јас у сите клубови кај што сум работел, не е тоа нешто непознато, може да се провери, сум имал резултати, така да и во Силекс нормално дека имам амбиции, али не можам во моментов да кажам дека од оваа позиција сега која што сме со бодови, дека ние гарантираме излез во Европа. Нормално дека амбициите на клубот секогаш и моите као тренер ќе бидат високи и ќе се обидеме да стигнеме што повисоко на прволигашката табела. Јас сум само неполни 10 дена тамо како тренер. Сепак овој период во кој што ја запознам и екипата и играчите, од една или две утакмици имам некоја само делумна слика, сепак требаше неколку надпревари да поминат за да добијам ја некоја генерална слика за секој од играчите. Меѓутоа немаме ние многу време, оваа тренерска рокада се случи во текот на првенството и немаме ние многу време за скенирање, за анализи. Работиме од недела за недела тековно, а далеко е од тоа дека немаме амбиции, дека нема да пробаме да направиме. Велат големиот газда сигурно го одврзал кесето штом го врати Жичо во македонското првенство и тоа од Кина, бидејќи работевте таму година и половина, иако сега сте тука на домашна почва. Тоа беше еден од клучните елементи да се вратите на тренерската работа во Македонија, кога знаеме што се случува на фудбалскиот пазар на далечниот исток? Па не, видете, јас имав и некои други некои приватни работи и обврски кои што ме поврзуваат у овој период да бидам и да морам да останам во Македонија, така да ми се поклопија некои работи на мене и на раководството. Мислам, неблагодарно е да коментирам околу финанси или такви работи. Меѓутоа најдовме до договор, меѓу другото и проектот кој што нашето раководство го има и нашиот председател се поклопува со моите амбиции. Силекс да биде во можеби не може да се мериме со Вардар и со Шкендија кои што предничат
и во организација, и во играчки кадар, и во све во овој момент во нашето првенство. Меѓутоа, одма после тие две екипи, може да кажам слободно во првите 4-5 екипи во првенството. На третото место завршија во ланското првенство. Ланското првенство заврши на трето место, да, честити ги за тоа, ама лани е за лани. Ова е сега нова година, има и други прволигаши исто кои што се квалитетни и ние ќе се бориме до самиот крај, па ќе видиме како ќе заврши. Тешко е да ги изговорите тие зборови на Момчило Митевски. Да, јас ќе се обидам да го донесам Силекс на третото место и да се обидеме да играме во Европа и другата сезона. Јас не бегам од од тоа дека ќе се обидам, меѓутоа јас само што стартував да работам, ја не сум ја ни селектирал екипата, не сум направил ни подготовки со екипата, така да сега ќе почнеме да работиме, а ние дај Божи први да завршиме. Добринко Илиевски, се вративте од турнирот во Италија. Македонија го освои посакуваното за Тасевски трето место на Силекс, ама тоа трето место нас не ни донесе пласман во елитната фаза, само поради тоа што имавме еден жолт картон повеќе од репрезентацијата на Ерменија, која што се пласираше во елитната квалификацијска фаза на УЕФА. Тоа е горчината за сите кои што се занимаваат со фудбалот, посебно за вас како селектори, за играчите. И веднаш ќе ви го поставам прашањето кое што многумина го поставија по надпреварот со Србија. Моравме ли толку да отвориме на победа и против репрезентацијата на Србија во воведниот надпревар од квалификациите, бидејќи таа гол разлика, тој пораз со 3-1 се покаже клучен. Да, еве добро вечер и од мене. Исто јас да се благодарам на поканата и да пробам да одговарам на прашањето, иако впечатоците се доста свежи. Имено вчера се донесе одлуката, односно се завршија надпреварите во групата која што беше интересна за нас, во која што Ерменија успеа некако на чуден начин да се провлече во како петопласирана селекција од третопласираните по групи, значи да обезбеди пласман. И јас не би ги гледал така работите надпревар по надпревар, значи кога ќе заврши еден турнир, кога ќе ги видите сите резултати, кога ќе видите дека може би одлучува еден бот или еден гол или еден жолт картон, тогаш може на тој начин да се разговара дека тој надпревар не требало или требало така да се одигра. Меѓутоа, знаете дека фудбалот го чинат многу моменти, многу елементи кои што треба да се поклопат за да се направи добар резултат. Имено јас ќе се вратам на тој надпревар во кој што стоевме добро на теренот, значи за надпреварот со Србија, стоевме добро на теренот и имавме игра, значи постои CD од надпреварот, јас неколку пати го гледав, го анализирав. Значи не се случи во ниеден момент ние да тргнеме со сите сили напред. Значи тоа беше и на играчите им беше потенцирано дека турнирот се состои од 3 надпревари, дека на крајот може да одлучува исто како што одлучи, значи гол разлика, дека имаме после тоа надпревари. Меѓутоа така се одвиваше да едноставно неминовно беше тоа да се случи. Значи на 1-0 ние имавме 200% шанси. Бевме сами пред противничкиот голман. Вториот гол го примивме во ситуација кога сите наши играчи беа во нашиот 16-етник, значи не било нешто дека сме тргнале напред па сме примиле гол, едноставно така се одвиваше надпреварот и можам да кажам дека тоа е еден сплет на околности и несреќни околности кои што кога ги гледате другите репрезентации кои се квалификуваа во таа елитна фаза на УЕФА и прво што ви паѓа на памет е победата на Македонија против Црнагора од 7-0, а црногорците се влезени во репрезентациите кои ќе играат елитна фаза. Тоа е точно, меѓутоа пак ќе речем тоа е сплет на околности, состав на група, состав на екипата, односно на репрезентацијата во тој момент. Долго ги селектиравте играчите, долго игравте контролни надпревари, можеби повеќе од 20 на 30 и рака на срце имавте и позитивен скор на тие контролни надпревари. Тие играчи што ги селектиравте сега за овие важни надпревари, најважни за вас оваа година, тоа беше најдоброто што го имавте во тој момент за генерацијата до 17 години? Да, па видете, јас ќе ги веќе кога ме прашавте, ќе го поделам тој припремен период на два дела. Значи некаде до јуни ние имавме изворедни резултати тргнувајќи од тој надпревар со Црна Гора, тие два надпревари тука. После тоа турнирот во Сан Марино кој што го освоивме, двата надпревари во Словачка кои што ги победивме. Значи во тој момент ние створивме една силна репрезентација
еден компактен состав кој што планиравме, односно јас планирав тој состав да не представува на квалификациите. Меѓутоа Во тој состав беа и Рустемовски и Рустемовски, Колушевски, Хајдари и Марио Наумовски кој што во меѓувреме се повреди. Значи веќе станува збор за пола репрезентација. И последните надпревари пред квалификациите кои што ги одигравме резултатски не ни покажаа дека во тој момент сме на некој вистински пат и моравме да правиме некои преструјувања во од, значи да пополнуваме некои места кои што спасувате во последен час? Во последен час, да. Конкретно момчето, односно стоперот кој што играше на квалификациите, Джеми Перчевски, го донесовме во 5 до 12 од Австралија, значи јас лично мислев дека на таа позиција сме тенки на стоперска позиција. Ризикував да влезе во игра Перчевски, можеби и таа невоиграност на првиот надпревар кај што да речем резултираше и со првиот гол на Србија, меѓутоа понатака се виде дека добивме навистина стабилен играч, добар потенцијал за македонската репрезентација и за македонскиот фудбал. Значи тоа е данокот на селектирањето во тие млади категории. Значи не можете никогаш да бидете сигурни дека тоа и дека со тие играчи одите до крај. Значи, да се префрлиме повторно кај Тасевски, уште едно прашање во однос на селекцијата. Од ова што сега го кажавте, сваќам дека да ги имавме барем тројца од играчите кои што ги немавме, Рустемовски, Хајдари или Колушевски, ние едносмерно ќе поминевме и покрај Италија. Уште повеќе со Србија и со репрезентацијата на Албанија која што ја победивме и во овој состав. Да, таков е печатокот и мој личен печаток, пак ќе речем после прегледувањето на сите надпревари по неколку пати, дека многу малку ни фалеше. Значи еве да речем конкретно Рустемовски кој што цело време го сметав дека ќе биде сигурен патник за тие квалификации, значи да беше присутен таму, мислам дека во најмала рака со некој просечен негов настап, дека ние ќе го добиевме тоа што треба. Значи нас не фалеше најмалку еден гол, кој што тој сигурно ќе го постигнеше или ќе асистираше и пак ќе речем нијанси одлучуваат, тие нијанси се баш тоа што ни фалеше како играчи, како напаѓачи, како она што го воигрувавме, што го баравме во целите тие припремни надпревари и на крај за наша несреќа го немавме и се случи ги едуцирате играчите на кој начин треба да направат фаул или прекршок за жолт картон или не дај Боже за исклучување? Да, секогаш има пред секој важен надпревар, пред секој да речем и пријателски надпревар, минути кои што се посветени на тој дел, значи на судијата да не се приговара, да не се прават фаули, правилата ги подсетуваме дека се значи пресметани беа тие наши три жолти картони. Да, пресметани во жарот на борбата, значи мислам дека тоа не е некој лош просек по еден жолт картон од надпревар. Мене ми е малце симптоматично што противникот кој што помина врз основа на тие картони, дека на 3 надпревари тешки кои што ги играше, дека доби само 2 картони, меѓутоа тоа е, мора да се помириме со тој факт. Тасевски, постојано во јавноста имаме впечаток дека македонското првенство и го подценуваат. Велат дека Вардар лесно ќе мине или Шкендија или работнички во најдобрите денови покрај Силекс, покрај Ренова, покрај тимовите кои условно се во средниот или во долниот дел од табелата. Колку е тешко за вас па да играте на тој начин и да освојувате пресметани бодови дома против екипи како Ренова, како Брегалница? Видете, во принцип, распоредот као распоред на хартија мене никогаш ништо не ми значи, затоа што секогаш кога сум го гледал тој распоред и сум планирал некои бодови, ова е лесно, ова е тежок натпревар, никогаш не ми излагала математиката. Затоа и на моите играчи сега кои што е во Силекс идеме поединечно надпревар по надпревар и ја мислам дека во македонско првенство сега во моментов е затоа и можеби интересно, затоа што со една победа фаќаш приклучок од горниот дел на табелата, со еден пораз си во борба за опстанок. Секој надпревар е важен и секој надпревар е интересен. Она што кажа ви претходно, иако тие две екипи Вардар и Шкендија предничат, во првенството има и надпревари каде што ети претходниот надпревар Вардар победа сега што беше сега со Брегалница у Штип, дека не е така лесно да се игра нигде
нигде пред време не можеш да ги рачунаш и да ги сметаш бодовите. Она што е за мене како тренер само по добро е кога ќе дојдат тие надпревари, може и кажам дерби или со тие екипи што се на првите две места од табелата, мене ми е полесно во однос на мотивација на фудбалерите. Знам дека секој фудбалерите сака да го игра тој надпревар, дека и во однос на вашиот притисок, затоа што не се бараат по секоја цена 3 бода од тие надпревари на кои не сте фаворити. Па добро, да, меѓутоа притисокот како притисок секој сам си го прави. Преседателите на тие надпревари, ако дојде до пораз, нормално дека не се задоволни, така да притисок као притисок не го гледам ја, тоа сами може да си го направите притисокот, иначе секој надпревар е важен и секој надпревар се игра за бодови. Ја не би сакал да тренираме цела недела и некој од фудбалерите да помисли дека овој надпревар пред време ќе го изгубиме или дека не можеме да земеме бодови, без разлика дали ќе играме ние со Вардар, Шкендија или Работнички или не знам кој друг. Рековте дека јас не сум го селектирал овој тим на Силекс. Кој е првиот впечаток во однос на играчкиот кадар на тимот кој го водите? Добро, јас сакам дека одскокнува Игор Неделјковиќ. Да кажам дека тоа што кажав јас дека не сум го селектирал јас, не го кажам у негативна смисла или да избегам од некоја одговорност од резултатите кои што ќе бидат сега во овој период до полусезоната. Силекс претходната година, како што кажавте, излезе у Европа, иначе мојот колега Момчило Митевски, кој што исклучително го ценам како тренер, имаше тамо одлична работа. Јас не бев долг период во Македонија, има дел од играчите на вистина кои што не ги познавав. Има неколку играчи кои што ги знаев, меѓутоа поголемиот дел сум слушнал, можеби сум ги видел на некој надпревар, меѓутоа фудбалски да ги пратам и да ги знам у детали не ги знаев. Овој период каде што ги запознавам и мојата тренерска филозофија е тоа што им го пренесов на фудбалерите, дека може овие неколку надпревари да направам лоша проценка, да добие некој шанса незаслужено. Иначе по принцип никој кај мене не добива шанса, секој треба да си ја заслужи. И јас сакам да видам тренер у Борусија Дортмунд, меѓутоа треба заслужиш за да идеш таму. Ова е прашање кое се однесува и на двајцата, бидејќи работите и со млади фудбалери. Селекторот Ангеловски за надпреварот со Шпанија повика осуммина од младата репрезентација на Македонија. Колку е тешко да се влезе во оган, да ја стави раката во оган, сега, например, 5 од тие играчи кои се повикани да влезат на мегдан против двократен, односно трикратен европски шампион, светски првак од 2010 на негов терен со 3 порази во низа. Колку е лошо или добро тоа за тие млади фудбалери? Златко, ја долго време не бев тука, 4-5 години, и оваа прилика пред да ти одговорам на прашање, сакам да поздравам првин само федерацијата што не се одлучи за некој странец и става македонски селектори на А-тимот и на У21 и на сите надоле селекции, затоа што имав прилика да работам у странство и гледам колку е тешко за нашите тренери. Сум бил со доста екипи, против доста екипи имаме исто одиграно со големи тренери, против кои што сум играл и сум гледал доста тренажни процеси и сфатив дека во Македонија има навистина квалитетни тренери. Можеби во клубовите фалат услови, можеби нема доволно квалитетни играчи, изборни играчи и така натаму. Меѓутоа, ние ако не си создаваме сами овде наши тренерски имиња, брендови, многу тешко е за македонскиот тренер да биде конкурентен у странство, по странски клубови, речи си половина од репрезентативците доаѓаат од домашниот шампионат, тоа да не го по странски репрезентации. Тоа ми беше мислата за поздрав. Иначе ова што кажавте сега, нашиот селектор Ангеловски викна 8, прочитав 8 од играчите кои што настапува во У21. Тоа може да биде само за поздрав. Ние во моментов немаме, со оглед на табелата, немаме некои многу големи шанси за пласман на квалификациите.
А ова е воедно може да биде и као награда на тие млади момчиња кои што навистина не израдуваа сите, да добијат шанса на едни такви големи јаки надпревари. За Илија мене Ангеловски ќе каже нема млади и стари повеќе во оваа репрезентација. Од овие играчи ќе го создаваме костурот на фудбалери кои ќе играат во Видете, кога се работи квалификациите сега и во иднина. Кога се работи за селекција, точно е тоа. Оваа селекција нема стари и млади играчи, таму се бараат резултати, рейтингот на нашата држава и федерација зависи од тие резултати и ја мислам дека таму не треба да има никакви емоции, никакви експериментирања, меѓутоа ова што се случи сега со репрезентацијата до 21 година и тие момци навистина се наметнаа дека можат да одиграат. Нема никаква гаранција. Јас ќе ја спомнам репрезентацијата на Србија кои што пред 2 години мислам дека беа светски прваци. Не е гаранција тоа дека истите тие резултати ќе се пресликаат и во А тимот. Тоа е више едно многу големо надпреварување на многу поголемо ниво, а тука е распон на години, по десетина години разлика може да биде тука ако вклучиме и тренирање, и искуство, и број на утакмици, значи нема никаква гаранција. Меѓутоа, ако селекторот во моментот мислил дека тие се најквалитетните играчи кои што ги има на располагање, дека може да помогнат на А тимот, потегот е во ред. Дури имаше мислење дека и Рустемовски треба да се повика во оваа А репрезентација за да го имаме во иднина. Кој е вашето мислење во однос на вклучувањето на тие млади фудбалери во најдобриот состав? Па, апсолутно се сложувам и со колегата и со селекторот Ангелевски, поради фактот што начинот на кој што младите репрезентативци ја представува Македонија во квалификациите кои што помина и кои што ги завршија триумфално на прво место, значи со самиот впечаток што го оставија, со самиот начин на кој што го освоија тоа прво место, чи се наметнаа самите и исто тоа го каже и селекторот, значи не станува збор за млади, стари, станува збор само за моментален квалитет, станува збор за фудбалери кои што покажа дека знаат да играат под притисок, дека знаат да освојуваат бодови. И јас мислам дека групата во која што игра беше навистина силна, со една Франција, успеа 2 пати да останат непоразени, значи со исто така силни репрезентации. И со еден удар на некој начин, значи со еден потек се решаваат 2 проблеми. Значи се подмладува репрезентацијата, се трасира патот за долги години понатака и од друга страна се пробува таа свежина да донесе моментални резултати. Значи во комбинација со... Па дури да не донесе, никој нема да фрла дрва и камења по играчите, туку напротив. Да, меѓутоа ја мислам дека ништо нема да се загуби, напротив може да се добие затоа што они имаат некој елан моментално во себе, некој дух кој што може да ги донесе резултатите и во побрзо него што сите очекуваме. А исто така го споменавте Рустемовски, навистина се работи за бисер на македонскиот фудбал кој што можеби на некој начин со овој потез дефинитивно ќе се стави крај на одисејата дали ќе игра или нема да игра за Македонија и од друга страна ќе се добие исто така квалитет на долги стази. Тасевски, со последниот одговор во однос на тренерскиот кадар во Македонија, сами го наметнавте следното прашање: колку е тешко еден македонски наш тренер да успее во странство? 4 години бевте надвор од државата и веројатно имате слика за тоа колку тежиме на тој фудбалски тренерски пазар. Видете, она што ни фали нас како држава, сепак ние сме, па ќе кажам, млада држава, и мала држава сме ние. Она што мала можеби за млада веќе и не сме. Па добро се во однос на сите други европски тука држави, ја зборам и на светски рамки, ни фали фудбалско лоби. Многу мал број на наши играчи играат по врвните лиги во светот, со исклучок на неколку, како што се сега Пандев, Несторовски и не знам дали има уште некој играч. Многу мал број на тренери работат. И тоа е најголемиот проблем и затоа ние не сме ни конкурентни.
од осамостојување на нашата држава, ни клупскиот фудбал, ни на репрезентативно ниво сме се пласирале во групна фаза на Лига на шампиони или Лига Европа или не некој европско или светско првенство. Тоа е она што дава ветер у грб на тренерите, тоа е она што фактички ги продава нашите тренери во странство. Значи, тоа е тоа што го кажав ја, иначе тврдам дека нашите тренери не се помногу квалитетни од другите тренери што работат по многу поголеми клубови во светот. Зошто не останавте во Кина, кога тој пазар веќе широко се отвара? Па да ви кажам искрено, во Кина јас работев во Chinese Liga 1, тоа е кинеска втора лига. Меѓутоа, тамо првата и втората лига се со по 16 екипи професионални лиги. Во мојата само како илустрација, во мојата лига прошлата година беше еден Радомир Антич тренер, беше Станоевич тренер, имаше уште неколку познати имиња странци. Со страшни лоби групи зад себе, веројатно? Па точно, за Радомир Антич треба ли да коментирање? Ме беше у Реал, беше у Барселона, двата најдобри светски клубови тренер. Шампион со Атлетико Мадрид. Да. И мене ми заврши тамо договорот. Не успев да најдам заеднички јазик со раководството, иако ние прошлата година нашата екипа немаше некој голем буџет и бевме во онаа група на екипи кои што се бореа за опстанок тамо. Успеавме да избориме опстанок, ми беше понуден одма нов договор, меѓутоа не најдовме заеднички јазик со раководството. Сега ја не сегам да се фалам, оваа година екипата кај што бев ја тренер експресно испадна од таа втора лига. Не соодветствуваше со амбициите на Жикица Тасевски да не се бори за опстанок, туку да оди чекор погоре. Па точно, јас барав да се донесат затоа што више, знаете како, кога идете во една држава каде што е Кина, немате вие многу информации околу играчите, не ги познавате, немате пријатели да му се јавам ја на Пижон или на Златко да се консултирам за некој играч. Што ви е сервирано, со тоа треба да работите. За следната сезона више јас научив дел од играчите, барав да дозвола од тим менаџерот да ми даде дозвол јас да селектирам екипата, да земам јас странски играчи. Меѓутоа не ми беше дозволено од негова страна. Тоа беше првата пречка после која што ја не сакав да разговарам за понатамошните детали. Вашите амбиции се насочени во идниот период стрикно кон младите репрезентации на Македонија? Завршивте еден циклус со генерацијата до 17 години. Да, циклусот заврши, значи, како што рековме преска, премногу се тазе емоциите, значи, уште на некој начин и официјално немаме потврда дека официјалните резултати се такви дека не сме пласирани, значи... А вие се уште се надевате дека можеби рейтингот ќе одлучува, имаме подобар рейтинг од Ерменија, например? Па, пред малку разговарав со секретарот во Федерацијата со Жарко, дали има официјално добиено нешто околу тоа кој е пласиран, кој не е. Че ми рече дека уште нема официјално. Сепак да почекаме, значи тоа се толкување на правила кои што ние ги пронајдовме на сајтот на УЕФА и кои што ги толкувавме, меѓутоа не мора да значи дека тоа официјално ќе биде така. Меѓутоа 99%, иако јас би сакал тој 1% да биде, да не се оствари, меѓутоа да почекаме на тоа. Од друга страна пак ќе речам да ги сумираме впечатоците, да видиме што сме можеле подобро, што не сме можеле, што е објективно, што не е. Сега селективен камп има репрезентацијата на Благој Амилевски до 21 година во Охрид. Ги селектира играчите од генерацијата 9-6, 9-7. Ако ви се јави, ако ви рече дека му требаат, не знам, двајца или тројца од вашата генерација, од пушка ќе му кажете овие тројца можат да завршат работа според начинот на кој што вие го барате тоа во таа репрезентација? Да, токму така. Значи, ја мислам дека една од големите придобивки на работата што имавме во изминатиот период е токму тоа дека веќе се препознаваат фудбалери кои што можат да со сигурност да се каже дека се иднина на македонскиот фудбал. Значи, не би сакал сега, во неколку наврати сме ги споменале, сме ги кажали и по име и презиме.
Мислам дека добар дел од оваа генерација која што во изминатите 2 години ја водев, дека добар дел се перспектива на македонскиот фудбал во многу надпревари покажа дека се рамо до рамо со врвните светски репрезентации, со Италија, со многу други, со Србија, со Еви Тасиски може да упати чисто забелешка до раководството на Силекс. Знаеме дека во блиското минато многу од играчите доаѓаа од Србија во тимот на Силекс. Може да гледате и да селектирате од играчите кои што се во младите национални тимови. Добро, тоа ќе биде една од примерните работи во договор со раководството да селектираме од нашата земја. Ако се сеќавате во минато, Силекс беше еден од екипите кои што имаше најдобар скаут систем и селектирање во источниот дел на Македонија. Сите најдобри играчи од тој дел на Македонија они ги селектира и таму има добри тренери, добар тренажен процес. Многу од тие играчи после игра и за првата екипа на Силекс, а голем дел од нив и за репрезентацијата на Македонија. Тоа е една од работите кои што беа договорени со раководството, можам да кажам, во овој проект кој што сега го имаме ние со екипата на Силекс. Јас се надевам дека тие разговори што сте ги воделе нема да бидат од типот на разговорите како во Металург пред некоја година, кога Металург имаше најдобра база, финансиски беше стабилен клуб, беше еден од фаворитите за титулата, ама на крајот алиби за резултатот кој што не го постигнавте, не освоивте шампионска титула, беше токму мешањето во трансфер политиката и носењето на фудбалери. Или греш? Види, Златко, Металург имаше... Тоа го спомнувам апропо вашиот... Не, нема проблем. Јас ќе ви кажам за Металург. Металург имаше навистина еден добар проект и кој што мислам дека тој проект не се сочека малце временски да се реализира и да се заврши, почнувајќи од школата, која што навистина беше добро организирана и собра голем број на добри деца и добро се работеше одлично со нив. Ние направивме развојна план и програма за 4-5 години тамо и многу порано почна да дава резултати. Иначе ние со Металург не ја освоивме титулата во првата година. Ја доев тамо некако на полусезона беше, меѓутоа освоивме второ место и го освоивме купот, игравме во Европа, на еден начин направивме историја за клубот. Тоа што беше планирано во рок на 2-3 години да се заврши. Приказката заврши како што заврши, после од кога си отидов. Ја више не можам да зборам што таму се случуваше точно. Ти посакувам многу успех со Силекс во надпреварите од домашниот шампионат. Може би ќе ја пресликаш сезоната успешна на Момчило Митевски од лани, кога Силекс играше во европските купови. Да се надеваме дека тој 1% може би ќе биде во наша корист, ако стигне официјална потврда за патниците во елитната фаза. Па да, јас се надевам дека може нешто да излезе во последен момент, меѓутоа и да не излезе. Значи, ја генерално сум задоволен од она што го прикажавме таму. Отидовме ослабени, имавме желба и очекувавме дека ќе го дадеме максимумот. Значи, од тоа сум, како да кажам, задоволен. Значи, не може човек да биде задоволен ако не се пласира понатака. Меѓутоа, во крајна линија, печатокот што го оставивме таму, мислам дека е позитивен, дека во едно силно друштво покажавме квалитетни надпревари, дека успеавме да извојуваме победа, да играме нерешено со една многу јака репрезентација на Италија. Значи, покажавме дека имаме квалитет и застанавме на она рамниште на кое што претходно се представивме во претходните надпревари на таа репрезентација и на турнирот што го игравме во Скопје. Значи, интенцијата беше да докажеме дека квалитетот на вистина постои, ние тоа го покажавме, резултатите мислам дека во иднина ќе бидат уште подобри. Резултати тоа што доколку Милевски ви побара двајца или тројца од вашиот состав, слободно може да ги добие според квалитетот, а не според други принципи. Ви благодарам што бевте гости во Куќа на фудбалот. Го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите од првата фудбалска лига, се играше 13-тиот круг.
13-тото коло се играше во првата лига, Брегалница Вардар 0-1, Македонија Ѓорче Петров Силекс 1-1, Победа Шкендија 1-2, Работнички Пелистер 0-1 и Ренова Шкупи 1-0. Актуелниот prvак Вардар гостуваше во Кочани на стадионот Никола Мантов против Брегалница. Вардар влезе како голем фаворит во однос на Штипска Брегалница, но на крајот само минимална победа против Брегалница во надпревар во кој Вардар ја имаше иницијативата. Брегалница преку против напади се обидуваше да го загрози голот на Алексовски, кој застана на голот на Вардар на местото на Филип Гачевски. Ќе видиме првата прилика која што ја имаше Здравков за Брегалница, но не успеа да погоди, интервенираше голманот на Вардар Алексовски, младинскиот репрезентативец и фудбалерот кој е повикан за настап во А репрезентацијата за надпреварот со Шпанија. Ова е првата прилика за Вардар. Балотели го проигра Фелипе, кој што шутираше над голот на Кобетич, голманот на Брегалница. Вардар во 64-та минута го постигна погодокот за 3 бода и одново 7 бода предност во однос на Шкендија на првото место на табелата. Во овој надпревар, во првото полувреме, Балотели имаше пречка која што ја погоди, немаше среќа да се радува на гол бразилецот со славно презиме. Реков во 64-та минута постигнат погодокот, кога беше досуден слободен удар за Вардар, ја видовме стативата која што ја погоди Балотели, не успеа во првото полувреме. Ова е центар шутот на Стефан Спировски и како на тацна топка за Евгени Новак, кој што погоди за 1-0, се играше 64-та минута. Вардар тука ги реши дилемите околу победникот и запиша нови 3 бода на своето конто. Повторно има 7 бодови предност, големи во однос на најголемиот ривал за освојување на титулата, Тетовска Шкендија. Од тој момент запре налетот на Вардар, игра многу предпазливо, но не создаваа шанси фудбалерите на Брегалница. Сепак на крајот во последните минути можеа да се радуваат на голем бод од овој надпревар против актуелниот првак, доколку има малку повеќе среќа. Еве го тој момент кога стативата го спаси голот на Вардар и на Алексовски и на крајот остана 1-0 за Вардар. Тоа е конечниот резултат од пресметката против Брегалница во Кочани на стадионот Никола Мантов. Во Ѓорче Петров интересен надпревар игра домашниот Македонија Ѓорче Петров и Силекс. Тимот на Силекс под војство на новиот тренер Жикица Тасевски во минатото коло забележа победа против Брегалница од 1-0. Може би влезе како мал фаворити на овој надпревар, но Македонија Ѓорче Петров беше таа која што прва го отвори резултатот во 60-та минута по еден корнер одлево. Не успеа да расчистат фудбалерите на Силекс. Следуваше шут на Чешмеджиев, кој што беше блокиран. Топката одби до Кристијан Костовски, кој од 10 метри откосо биеше незапирливо во левиот горе нагол на голот на Силекс за 1-0. Но во 77-та минута се врати на резултатски егал тимот на Силекс. Од слободен удар ќе го видиме тој момент од 20 метри. Александар Пановски прекрасно пласираше над живиот зид и влезе топката во мрежата на Кандикјан, голманот на Брегалница. Многу тензија имаше до крајот од надпреварот. Имаше црвен картон за екипата на Силекс, па домашно водство кое што на крај не беше признато. Еве го погодокот во 60-та минута, кој што му донесе предност на Македонија Ѓорче Петров од 1-0 со голот кој што го постигна Кристијан Костовски. Убав погодок за 1-0 и во иста мера врати во 77-та минута Александар Пановски за израмнување на 1-1. Тоа беше конечниот резултат на овој надпревар. Костовски
До крајот од надпреварот ја погоди гредата од голот и има многу среќа фудбалерите на Силекс, што на крајот извлекоа еден бод од тешкото гостување во Ѓорче Петров против Македонија. Шкендија победа, надпревар кој што се одигра во Битола, Жуниор Ибраими, добитна комбинација за тимот на Шкендија, кој најпосле ја прекина лошата низа. На 3 надпревари фудбалерите на Шкендија немаа постигнато погодок, 2 против Шкупи, 1 против Вардар, се најдоа на -7 во однос на лидерот Вардар и ова беше надпревар кој едноставно мораа да го добијат фудбалерите на Шкендија, новиот тренер Јетон Бекири. Во 5-та минута одличен центаршут на Алими одлево на вториот дирек, а Жуниор од прва неодбранливо пласираше во голот на Талески. Ке го видиме моментот кога Алими асистираше, Жуниор погоди за 1-0. Тоа се случуваше во 5-та минута од надпреварот и рано Шкендија го отвори резултатот. Но до крајот од полувремето Прилепчани ја презедоа играта во свој нозе и во 38-та минута успеа да израмнат. Ке го видиме моментот кога акцијата ја започна Шарковски и голобуваше излезениот Јовановски, голманот на Шкендија. Во оваа акција не успеа да спаси израмнување на победа со голот на Шарковски, убав погодок за 1-1. Голема радост на Прилепчани, беа во егал на полувреме против големиот фаворит Шкендија. За Шкендија е позитивно тоа што брзо се врати во резултатска предност, само 3 минути по почетокот на второто полувреме. Убедливо најубавата акција на надпреварот во која учествуваа Ибраими и Жуниор. Ке го видиме моментот кога Шкендија го постигна водечкиот погодок. Ова е акцијата на Ибраими. Жуниор асистираше повторно до најдобриот стрелец на Шкендија и тетовчани се вратија во резултатска предност. 48 минута, 6-ти погодок за Бесарт Ибраими во првенството за водство на Шкендија во Битола против победа од 2-1. Тоа на крајот се покажа дека е и конечен резултат, иако Прилепчани не годуваа по една одлука на помошникот на главниот судија, дали е гол или е офсайд во самиот финиш, односно во 85-та минута од мечот. Спировски нафрли висока топка, Ристовски постигна гол, но истиот беше поништен поради офсайд. Домашните беа гневни, арбитрите сигурни во својата одлука. Можеби на топката пред Ристевски реагираше Благоја Гешевски и од тука одлуката на судијата да го поништи овој победок на Прилепска победа. Имаше тензија, имаше непријатни моменти, но на крајот се заврши на начинот на кој што посакуваат вистинските љубители на фудбалот. Прилепчани го признаа поразот, се радуваа овој пат фудбалерите на Шкендија. Победа против Прилепска победа во Битола од 2-1. Пелистер против Работнички на националната арена во Скопје. Голем резултат за битолскиот состав. Остварија значаен триумф против Работнички, кој влезе како благ фаворит на овој надпревар, играше на домашен терен, имаше серија добри резултати. Во 26-та минута Работнички не реализираше пенал, ќе го видиме ударот на Најденов кој заврши крај десниот директ на голманот Пашовски. Ова е моментот кога судијата Димитар Мечкаровски досуди најстрога казна за тимот на Работнички, но Бојан Најденов не успеа да реализира и да му донесе предност на својот тим. Надпревар без вистинска шанса за погодок. Работнички играше подобро во поле, но недостасуваше
создавање на вистинска прилика и реализација, еве го моментот кога Бојан Најденов не успеа да го погоди голот на Пелистер, остана неказнето играта со недозволената игра во 16-етникот на Пелистер. Бојан Најденов, младиот фудбалер на Работнички, промаши пенал во 26-та минута. Работнички имаше најубава можност преку Елмаст во второто полувреме во 58-та минута да дојде до предност, не ја искористи и казната стигна во 87-та минута кога битолчани, тимот на Пелистер изведе убава контра. Аугусто одлично реагираше по таа лева страна. Претходно акцијата на Сахити, неговиот удар кој заврши крај голот на Пашовски, и 87-та минута Аугусто одлично реагираше по таа лева страна. Топката дојде до Лукас Гојано кој беше прецизен. Топката се одби од домашниот стопер Момчило Рашо и влезе во голот на немокниот во оваа ситуација Дамјан Шишковски. 87 минута, погодок за Пелистер за големи 3 бода. Прва победа на битолчани против Работнички во Скопје од сезоната 2010-2011. Сега Пелистер е на позиција пред Работнички на табелата во првата фудбалска лига. Во надпревар во кој тактичката внимателност од страна на двата тима беше во прв план, Ренова минимално со 1-0 го совлада тимот на Шкупи на стадионот во Тетово, со гол постигнат во 81-та минута. Се друго не беше баш интересно во Тетово, надпревар без сериозни зрели шанси. Шкупи играше на бод, слично како и на надпреварите против Шкендија, во кој што освои 4 бода, триумфираше на овој стадион како гостин со 1-0 и 0-0 на домашен терен. Ренова ги имаше најдобрите прилики, но не успеа да ги искористи, но во 81-та минута Рамадани во контранапад реализираше за екипата на Ренова, им избега на своите чувари и од 5-6 метри откосо биеше. Во прв момент Димитрија Лазаревски изби од гол линијата, но топката се одби од Мухарем Бајрами и повторно стигна до Рамадани, кој што на крајот успеа да ја протне во мрежата на Зендели и да обезбеди значајни 3 бода за Ренова на овој надпревар со Шкупи. Тимот на Висарганију ја прекина серијата добри резултати, пораз од Ренова во Тетово со 1-0. По 13 круга табелата изгледа вака: Вардар е прв со 31 бод пред Шкендија 24, сега Пелистер е на третото место со 22, Работнички е четврти со 20, Ренова е петта со 19, Силекс е на шестото место со 15, следуваат Шкупи, Победа, Македонија, Ѓорче Петров и Брегалница од седмото до 10-то место.